дојдеме до решението. Уставот е јасен и прецизен. И Уставот вели дека официјален јазик на целата територија на Македонија и во меѓународна употреба е македонскиот јазик. Но исто така, согласно подоле опишаното, така вика тој член, официјален јазик е во случајов и албанскиот, односно заедницата која што е повеќе од 20%. Така тоа е во случајов албанскиот јазик. Тој е амандманот 5, кој што практично го заменува членот 7 од Уставот. И во еден дел од тој амандман 5, кој што го заменува членот 7 од Уставот, многу јасно стои. Веле, комуникацијата во институциите на државната управа може да се одвива и на јазикот во случајов на заедницата која што е повеќе од 20%. Откако тоа ќе биде утврдено со закон. Значи, ние мораме овој процес на полагање најпрвен да го утврдиме со закон. Законот ваков како што е не дозволува таков тип на полагање. Јас сум подготвен да тоа го регулираме со закон. И тоа не само за албанскиот јазик, туку и за јазиците на сите делови од народи кои што се споменати во преамбулата. Зошто? Затоа што Уставот исто така вели дека во единиците на локална самоуправа, каде што имаме националност која што е повеќе од 20% од вкупниот број, комуникацијата со подрачните единици на министерствата и таа националност се одвива на нивниот мајчин јазик. Да речеме, во центар Жупа мнозинство е турската заедница. Во Шуто Ризари мнозинство е ромската заедница. Речеме, Чучар Сандево, тука е интересно, повеќе од 20% е српската заедница, но пак кога ќе ги прашате кој е мајчин јазик, не 20% се изјаснуваат дека српскиот е нивен мајчин јазик. Така што лично мене, ако ме прашате, потребни се правници кои што ќе бидат квалитетни. Сега ние да се зачауруваме со некакви национално-романтични тези, а да се повикуваме на Устав и на закон, а самите не го објаснуваме тоа како е нити едната, нити другата страна, тоа мислам дека е политиканство. Нема врска нити со Устав, нити со закон, нити со политика. Тоа е обично, класично политиканство. Но во ред, сега тоа е што е, но фактите се овие. Ако сакаме тоа да се случи, потребно е да се направи закон. Јас сум подготвен да се направи закон. Тој да се прати во Венецијанска комисија и Венецијанска комисија да даде свое мислење, дали е законот согласно Устав или не. Факт е дека кога е направен законот за употреба на јазиците, Венецијанска комисија за делот на правосудството дава негативно мислење. Тоа е факт. Исто така треба и тоа да се спомне, че кога се дава на анамнеза, треба сите параметри да се имаат во пред. Но еве политичка волја од моја страна има да се седне, да се регулира ова согласно закон. Јас ќе ги поканам утре луѓето кои што за оваа работа изнесува темата во јавност. Сакам да поразговараме со сите овие факти кои што сега накратко ги објаснувам, за да дојдеме до решение. Целта на оваа влада е да ја развива Македонија, граѓаните да живеат подобро, да одиме напред и еден ден да бидеме дел од Европската унија. Теми од пред 30-40 години во моментот не ни треба. Затоа велам, тоа е политиканство. Нема врска нити со Устав, нити со закон, нити со политика.